Скупно 89 досега необјавени документи од Централната разузнавачка агенција на САД кријат најразлични информации за Тетово. Од нив најмалите се на една страница, а најголемите на 700. Овие документи се вреден историски извор за сите истражувачи на периодот од Втората светска војна до 1995 година. Сите документи можат да се погледнат на интернет страницата на ЦИА. Најстариот од нив кој се однесува на Тетово е од 2.11.1945, а најновиот документ е од 21.12.1995, каде во поголем извештај за кризата во бивша Југославија се споменува проблемот со тензиите околу Тетовскиот универзитет. Интересно е што агентите на ЦИА разбирливо се интересираат највише за војната инфраструктура. Значи, праќаат дописи до Вашингтон со детали на Тетовската касарна, колку имало војници, колку радиостаници, колку телефони, какви биле формата на гаражите, која тенковска бригада била сместена, кој бил мајор на Тетовската касарна. Значи, буквално детални описи на Тетовската касарна. Исто така се интересираат и за стопанството. Нарочито во највеќе документи од 50-тите години, тогаш се гради Тетекс, значи редовно го известуваат во над 20 на документи се споменува градењето дека се гради волнарски комбинат кој ќе биде со капацитет од 7000 килограми преđa, дека за 2000 вработени ќе има и за нив, дека ќе има се градат 6 стамбени згради специјално за вработените со 18 стана. Значи, многу историски податоци кои на друго место не би се нашле. Овде се историски податоци битно за истражување на историјата на Тетово, нарочито 45-та до 95-та година. Интересно што не се споменува, јас мислев дека ќе има повеќе за албанското прашање, очигледно за Тетово, но најмалку има па за тоа. Очекував дека од 68 ќе има демонстрациите, нешто ќе се споменуваат познатите демонстрации од 68 година, само попатно се споменуваат кога се споменува што се случувало во Косово, па дека се прелиле и во Тетово. Помеѓу 65 документи релевантни за проучување на тетовската историја во овој период се издвојуваат како посебно интересни оние за Тетовскиот аеродром. А најповеќе тоа што ми остае впечаток, и тоа деновиве ќе го објавам, тоа го најавив дека ќе го објавам како посебен текст, е цели анализи за Тетовскиот аеродром. Тој тетовчани не знаат дека имало аеродром во Тетово. Постарите знаат дека имало аеродром кај Жеровјане, на кај Гостивар. 60-тите веќе се споменува како спортски аеродром на аероклубот во Тетово, но во 40-тите и 50-тите години се споменува како најмодерен, внимавајте, најмодерен воен аеродром на Балканот. Имено Советите тогај, Советскиот сојуз го финансира отворањето на овој аеродром околу 46 година и е 2 км долг, 150 км широк и го наведува дека дека во секој време има над 150 авиони, борбени авиони и бомбардери, дека има за ноќно наблюдување и дека агентите од ЦИА наведуваат дека Советите планираат тој аеродром да го направат главен аеродром на Советскиот сојуз за Балканот, од кој што би ја бомбардирале Грција и Турција и на враќање тука би полнеле гориво, значи би бил како централ. Ова најверојатно овие документи за Тетовскиот аеродром ги има до 51 година, веќе исчезнуваат, значи многу документи има од 46 до 51 исчезнуваат, најверојатно зашто информбирото потоа се повлекуваат Советите, а Југословенската армија најверојатно не им бил приоритет и немале толку финансии да го одржуваат, па паѓа на нивото на спортски аеродром како што е познат после 60-тите години. Овие документи баш денови ќе бидат објавени дополнително. Во овие 89 документи во кои се споменува наше Тетово, дури 65 се со историско значење и може да се извлече релевантен податок. Останатите 24 се општи документи за Југославија или Македонија во кои Тетово само попатно се споменува, при набројување градови, научни анализи за географија и слично.